Почитувани, добро дојавте уште во едно издание на емисијата Пресврт, емисија која што се бави со анализирање, дебата, интервјуа на домашно-политички теми, но и од сфери од надворешната политика. Денеска во студиото на Слободен печат имам интересна гостинка која што ни доаѓа токму од домашната политичка сфера. Со нас нова гостинка, односно мојата нова гостинка ќе биде потпредседателката на СДСМ, универзитетската професорката Ана Чуперска, со која доаѓа во време кога македонската политика се наоѓа во пресек од неколку кризни правци, независно дали станува збор за надворешната рамнотежа, па се до ние домашни политички турбуленции. Како повод за незиното гостување, меѓу другото, е и 7 години од потпишувањето на Преспанскиот договор. Дали ги наплативме европските ветувања или само ја плативме онаа политичка цена за промена на името. Како гледа СДСМ на барањата на НАТО за зголемување на финансиите, наспроти домашната економска реалност и криза. Понатаму ќе разговараме дали законот за настраданите во кочење е прашање на грижа или па само политичка математика на големите партии. Во вториот дел од разговорот секако ќе стане збор за престојните локални избори, кандидатури, градот Скопје, кој што за жал 4 години е под дирекција на сегашната градоначалничка, од кој скопјани најмногу трпат, кои ќе бидат можеби евентуалните кандидати за оваа позиција, предизвиците во внатрешната политичка конкуренција, за левица и многу друго. Да не должиме да почнеме со разговорот со нашата гостинка, професорка Ана Чуперска. Добро дојдовте во емисијата Пресврт. Добро најдов, фала за поканата и можноста да зборуваме денеска за овие интересни теми. Ја слушнавте мојата најава од прилика кои теми ќе пробаме да ги начнеме и да го видиме вашиот став и размислувањата на најголемата опозиционерска партија, па би сакал да почнеме од надворешната политика, па ќе се префрлиме на трешните збиднувања и локалните избори. Како што напоменав, деновие се надвршија 7 години од Преспанскиот договор, 7 години од потпишувањето на Преспанскиот договор со кој се затвори оној долгогодишен спор на Македонија со Грција. Меѓутоа, нашите евроинтеграции се уште се во застој, ако влеговме во НАТО, сепак сега сме блокирани од страна на Бугарија. Може ли едно кратко ваше видување во однос на ова билатерално прашање кое што беше затворено тогашната влада на СДСМ? Како гледате 7 години подоцна? Фала за прашањето. Прашањето е многу битно, впрочем, затоа што немаме дилема ни ние, ни нашите меѓународни партнери дека станува збор за исклучително храбар и државнички одржан, исправен договор кој што фундаментално ни го промени начинот на живот овде. Прво, воспостави една темелна основа за безбедност во рамките на колективно безбедносниот аранжман во НАТО, односно отвори вратата за нашето членство, со тоа ја забетонира фактички нашата ранливост во поглед на безбедносните прашања. И второ, како што и вие сами откажавте, отвори врата за Европската Унија, да ве потсетам, благодарение на овој договор, прво овозможен беше скрининг, односно добивме паралелно и второ истовремено добивме и статус на преговарач. Ние имаме веќе таков статус. А тоа е доволна основа за да ние понатаму продолжиме во нашиот евроинтегративен пат. Сепак, имајќи предвид дека факта дека имавме малку поголеми, да речам, очекувања од овој договор и воопшто од тие сите процеси кои што до некаде беа разочарувачки, прво врзана со промената на методологијата кога се случи по предлог на Макрон и особено лошо го доживеавме сите овде она нелогичност од страна на нашиот источен сосед. Меѓутоа и уште еден битен елемент, тогашната опозиција, сегашната власт исто така со своите активности допринесува кон оддалечување од овие патеки. Се на се поставена основата
за понатамошниот и трасиране патот за понатаму. Договорот исто тоа го елаборира. Сега стварно од нас зависи колку ќе го искористиме максимумот од тој договор. Професорка Чуберска, тогаш не бевте можеби во врхушката на СДСМ, бевте поеќе од универзитетска гледна точка и во анализите ваши тогашни ги согледувавте работите, меѓутоа денеска доаѓате од една друга позиција, па ме интересира дали она што се ветуваше и во однос на евроинтеграциите, ако се земе во предвид дека и СДСМ беше тогаш на власт, сега е опозиција, нешто се исполни што го претпочиташе, односно што го пропушуваше Преспанскиот договор, а се однесуваше и на европските интеграции на земјава. Тоа ми е прашањето и што се случи, односно кој е историјатот на СДСМ 7 години по потпишувањето, сте опозиција, истото се случува и за онаа партија која што беше Сириза, потписничката во Грција. Што може ли да направиме на таква компарација? Па, сега видете, специфичноста на нашиот контекст е една, во Грција е друга. Двете се од левото семејство, доволно храбри лидери имаше тогаш за да понесат ваков. Шето ми е дали стигна казната, дали така го гледате? Да, ве разбрав, не популистички потези, видете. Значи, СДСМ и порано, знаеме и со Обединети нации, со и други битни одлуки, донесувала непопуларни одлуки, меѓутоа државнички со долготраен стабилизаторски ефект. Значи, тоа би рекла се договори за еманципирање. Таквите договори еманципацијски, како што е Преспанскиот договор, впрочем, секако дека доаѓа до тоа да падне рейтингот и дека делот од пакетот е тоа, и тоа мислам дека беше и пресметен ризик, што значи дека во тој контекст СДСМ била, односно беше спремна да го понесе целосно товарот на непопуларно, но државничко решение од кое што зависи и иднината на нашата земја. Така што во СДСМ и тогаш, и сега особено, воопшто не се водиме ни од дневно политичките дразби, него размислуваме визионерски, стратешки, некогаш е тоа непопуларно, со непопуларен вкус, меѓутоа тоа подразбира осигурување на прогресивна визија за нашето општество. Партијата на СДСМ беше десеткувана на изборите, доживеа помалку или повеќе од дебакал за претеничките места. Прашањето ми е, ако вие велите дека националните интереси се пред политичките, дали и каков план сега, например, СДСМ би имала или иницијатива истото да го советува, да ја советува партијата на власт во однос на спорот за Бугарија? Како гледате ваш излез за она што е сега моментално наша кочница кон европската иднија? Ние многу пати сме кажале дека секое подобро решение што они ќе го понудат, ние ќе го поддржиме, што значи во тие процеси кои што ќе ја гарантираат или ја разгледуваат вистинската одржлива и стратешка визија на земјава, ќе бидеме максимално конструктивни и воопшто не се водиме од нашите тесно партиски интереси. Значи, што и да донесат подобро, ние ќе го поддржиме. Меѓутоа, гледаме дека ништо такво не се случува. Напротив, владата се чини како да се оддалечува се повеќе и повеќе од европскиот пат. Прво, затоа што ми се чини дека добрососедските односи ги разбира на малку поинаков начин од тоа што како они се замислени или концептуализирани во рамките на самата Унија во смисла на вредност, добрососедските односи се параметар по кој што се цени нешто, и штом вие го проблематизирате тоа, дали од таа страна, да речеме од источната страна, дали од тука од внатрешни фактори, дали од трети сили, веднаш тоа е индикативно во смисла дека некои трети страни и малигни актери сакаат да го реализираат својот интерес, односно да не оддалечат од патот. Ние се ќе направиме, како што правиме до сега, да покажеме максимална конструктивност во смисла на решение. Тоа го покажавме сега и во последниот случај. Има некаква во моментов иницијатива или предлог од страна на СДСМ во однос на откочување на бугарското вето кое што го имаме и нашиот продолжување на нашиот евроинтегративен пат, ако се земе во предвид
она се што се случува во Европа, војната на Блискиот Исток. Да, деликатна е многу ситуацијата. Колку може како партија фокусот сега да се помогне и да се најде национално консензус за ова наше битно прашање? Па секако дека може да се помогне. Ние понудивме, председателот Филипче понуди за почеток да пробаме тие две перспективи различни што ги имаме за самиот договор и за самата преговарачка рамка да ги соочиме. Едноставно може да е многу едноставен проблемот. Доколку два субјекти, да речеме ние и тие, имаме поинакви перспективи за една иста работа, можда треба да ги приближиме перспективите, прво да се разбереме, затоа што они тврдат дека некои услови се такви какви што се поради тоа што се во преговарачката рамка. Ние другче го читаме договорот со Бугарија и другче го ја читаме и преговарачката рамка. И сето тоа е легитимно. Кога ние би имале можност, тоа го побара председателот неколку пати, барем во перспективите да се приближиме, мислам дека малку би олеснало во однос на тие базични минимуми кои што се потребни за да се направи тој консенсус. Ова не го кажувам како уцена, туку како предлог. На друго ниво, сите предлози кои што ги нудеа во јавноста, значи тие еластични, би рекла, идеи и креативни решенија од одложено дејство до некакви си гаранции, потоа нови влади да се чекаат. Сето тоа во толков еластицитет беше пласирано што меѓутоа тоа ништо не видовме. Испаѓа дека тоа се фантомски некои предлози кои што никој не ги видел, па дури мислам ни они самите ги немаат видено. Така што доколку има такво нешто, ние со сета почит, со сетот респект према таков предлог и со сета почит спрема иднината на нашата држава, максимален конструктивен придонес сакаме да дадеме и спремни сме тоа да го направиме. Тоа е клучно за нашиот развој. Иако вашите ставови, да, може би од една гледна точка се државнички за нашето членство во НАТО, сепак граѓаните на изборите го кажуваат сосема спротивното. Овдека би сакал уште едно прашање да се задржиме на надворешната политика, се однесува на престојниот самит на НАТО алијансата, кој што ќе се одржи овој месец. Како опозицијска партија немате многу маневар за играње, меѓутоа од советодавен карактер. Како гледате вие на ова ново најавување за оделување на средства за одбраната за неверојатни 5%? Македонија е сиромашно економски слаба држава. Сега оделуваме нешто повеќе од 2%, ќе се одземе од образованието, од науката, можеби од здравството и од други некои. Има ли формула, СДСМ план, евентуално некаква идеја, како би можеле Македонија да во периодот што следи да ги достигне нови барања? Па видете, фактот дека има побарување за зголемување на дел од буџетот спрема одбраната, ние го третираме како нормална и пред се неопходна работа. Не го третираме како нешто страшно, напротив, затоа што освен што ние со НАТО имаме привилегии, да речам, во однос на безбедност и стабилност и се што е во опсегот и рамките на НАТО надлежностите, ние исто така имаме и одговорности и обврски и од тука оваквите побарувања за зголемувањето на трошоците повеќе ги сметаме како инвестиција, не како трошкови, туку како инвестиција во нашата одбрана, која што е, видете, во вакви турбулентни времења, кога имаме уште тековна војна меѓу Русија и Украина, на Блискиот Исток, пред некој ден, нам е битна армијата. Инвестиции во здравството и во општеството. Се е потребно. Бевте на власт и некако кога се зборуваше од денешна перспектива за вложување во одбраната во минатото, се гледаше како одвишок трошоци кои што одат за железо и за некакви налогодавања кои што доаѓа од алијансата. Зошто сега малку... Ние секако дека, прво многу е важно да се разбере дека владата е таа што треба да има план за стратешко инвестирање во одбраната, значи да се таргетираат кои индустрии, специфично на нашите потреби, дали во технологии, дали во нешто друго, можеби во развој на дигиталниот суверенитет кој што толку го немаме во моментов,
што сме на ветрометина на дигитални операции, а немаме никаква одбрана од тоа, ниту суверенитет, дека суверенитетот денеска не се мери само во она што го викаме тврда одбрана на границите, напротив, личниот и дигиталниот суверенитет и на државата, и на поединците е многу важен и тоа може да влезе во една таква стратешка визура која што би овозможила дел од овие средства фактички да бидат наменети точно за нашите специфични потреби, не условно кажано по сугестија на некој. Ама за тоа треба да се направи студија која што ги таргетира, нека ја направат, ќе ја разгледаме. Со задоволство би учествувале во еден таков процес на интересни согледувања во однос на како, од каде се крати за нашата нова маржа која што треба да ја постигнеме. Овдека некаде би сакал да се префрлиме на трешната политика и оние проблеми кои што ги мачат граѓаните, ги има многу. СДСМ за сега конструктивно делува од опозиција, но не како во минатото. Некако малку сте присутни на терен меѓу граѓаните од она што можеме да забележиме во медиумите, што не е одлика додека бевте на власт. Овде би сакал да се префрлиме за она што ни престои, локалните избори, но и случувањата околу Кочани. Тие се во моментов актуелни. Се донесе, односно има поддршка за настраданите, закон за поддршка на настраданите во Кочани. ВМРО ДПМН ја изгласа потребата за носење од ваков закон за поддршка. Дали и СДСМ го поддржува овој предлог и како гледате на тоа? Видете, прво, значи тоа беше наш предлог, да ви кажам. Ние го поднесовме, они прво го одбија. Потоа, повторно се врати во собраниска расправа со точка 18, па ние побаравме да биде прва затоа што е ургентно, бидејќи тоа со Кочани не е нешто што ние сакаме од тоа пиар да правиме и да правиме партиска агенда. Тие луѓе тоа што го доживуваат, го преживеа, исто сега го доживуваат и допрва што ќе го живеат, за тие бараат луѓе 24/7 нега, значи од забои, преврзувања до дневни болници, специфични услови каде што треба да престојуваат. Тоа е толку захтевно да мора да им се овозможи сега и веднаш помош, значи итна и ургентна помош. Финансиска и во тој правец беше и законот, со еднократни финансиски помош и во зависност од категоријата на страданите. Но во оваа ситуација од страна на владата слушаме само ке биде во све со частичка ке ова, ке она, се во идно некоја време, а луѓето им течат животите во многу мачни услови. И тоа нас многу не секира и се трудиме тука малку да ја дигнеме свеста дека не станува збор за наш пиар, туку станува збор за елементарни човечки минимум на почит према страдањата на другите. Меѓутоа, професорка Чупевска, каде бевте да ја подигнете свеста веднаш по трагедијата и тогаш и владеачката ВМРО ДПМН, меѓутоа и СДСМ, 2 недели не одржавте седница во собранието со оправдување дека сега е чувствителен момент за било каква помош, изјави кои што би можеле да ги нарушат животите на семејствата на загинатите. Што се смени од тогаш до сега? Се согласувам дека таков е впечатокот, но тоа е резултат на, како да кажам најточно, на процедурална омашка и лошо искомуницирана, затоа што биле сосема други точки на дневниот ред и фактички целата јавност беше збуната. Меѓутоа, тоа не треба да го засани нашиот фокус од првиот ден е на 2 нивоа, на 2 клучни нивоа. Прво е, значи целосна, до крај истрага и неселективна правда за причинителите и одговорните. И второ, ургентна и итна помош сега. Значи сега им треба на луѓето помош. Што се разликува од тогаш до сега? Па не, тоа цело време ние го бараме.
од кога го поднесовме законот. На терен со луѓето испраќавме се што можевме да испратиме без да правиме реклама за тоа. Како точно овој закон би помогнал на граѓаните на Па Кочани? тоа е, значи самото име кажува, закон е за рехабилитација на жртвите, семејствата, на сите. Тоа има неколку скалила, на прво на директна финансиска помош на оние што изгубиле член на семејство и на оние кои што ќе се имаат потреба од дополнително негување и долгорочна, да се разбереме, нега не е тоа падна, скрши нога, 2 недели лежиш у болница и толку ова се, значи страдањата на луѓето што се опожарени се со многу долги процеси на рекавери, на оповрвување и тие бараат многу голема нега, стерилни услови за работа, секој дневна нега и затоа плюс психосоцијална помош, олеснет пристап до здравствени услуги. Значи, комисија која што ќе може тоа да ги бајпасира некои, да речем, институционални потешкоти за веднаш да може да добијат директна услуга во здравствените домови или било што им е потребно од институциите. Значи, еден сеопфатен закон е, што ги таргетира многу тесно нивните конкретни потреби, а тие се потреби за нормален и достоинствен живот. И тоа е, пак ќе речем, елементарен човечки минимум, не е тоа партиски бонус, пркање на поени. Мислам... Океј, перцепцијата на граѓаните дека можела опозицијата повеќе и да ги поддржува и за протестите и за сите нивни барања до власта, ако се земе во предвид дека средбите со лидерот кој Венко Филипче на СДСМ, кој што е од таа професија каде што можеби највеќе може да помогне на страданите. Меѓутоа перцепцијата на граѓаните дека некако не им се помогна и се уште е таков револт кај нив. Прашањето ми е дали СДСМ во периодот што следи планира дополнително јавно, гласно и по можеби агресивно да излегува во јавноста и да остварува оние барања кои што се круцијални за настраданите семејствата. Ние како партија која што сме парламентарна партија, се што правиме во рамките на системските можности. Значи секој ден имаме, скоро секој ден последниот период пресови за причините за трагедијата и очекуваме институциите тоа да го што побрзо решат. Гледате дека тука има голем застој. Тоа е едното ниво кое што ни обврска уставна да го таргетираме. Второ ниво во рамките на парламентот со законот. На трето ниво индивидуално помагаме. Меѓутоа, вие напоменавте, не сме отишли, не е точно, ние одиме, но не правиме реклама од тоа. И дополнително не сакаме на било кој начин да ги компрометираме тие жртви, тие мајки што се жртви, тие роднини што се исто така жртви, да утре им речат еве вас ве организирале СДСМ, затоа што тој протест е автентичен и ние не сакаме да го обремениме знаејќи ситуацијата и контекстот во кој што живееме. Зошто да им викаат на луѓето или утре не може да им се закануваат затоа што имаат потреби кои што тие сакаат да ги артикулираат. Не затоа што не сакаме, туку затоа што имаме одговорност уште поголема од што е вообичаената уставна одговорност на опозицијата заради контекстот во кој што живееме. Професорка Чупевска, ни остануваат уште не многу минути, а сакам повеќе теми да навлеземе или да го слушнеме ставот во престојните летни периоди и локалните избори кои што ни доаѓаат на есен. Овдека би сакал да искоментираме две изјави, една од лидерот на власта, на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, меѓутоа и оваа денешнава, која што дојде од опонентот Венко Филипче. Имено Мицкоски рече дека СДС нема да освои ниту една општина на престојните избори. А од друга страна, денеска на социјалните мрежи излезе информација каде што Венко Филипче изјави дека ВМРО-ДПМН изгубила 100.000 гласови за една година, што се многу драстично падна поддршката на ВМРО. Прашањето ми е, од каде овие информации и оваа бројка која што ја лиферува лидерот на СДСМ, но и став за она што го тврди Христијан Мицкоски? Па видете, целта на
изјавите на Мицковски е да се демотивира нашето членство, да се демотивираат симпатизерите на СДСМ, да се демотивираат сите оние кои што ималку разум во себе, еве кои што да речеме и не се СДСМ, односно да го покрие својата некапацитираност во смисла на управување со државата. Од друга страна, бројките што ги кажа председателот Филипче се точни, затоа што ние правиме истражувања за тоа. Зошто не се наведени изворите на истражувањата, бидејќи вака делуваат како да се извадени малтене од джеп бројки? Која е агенцијата која што направена? Не е така. Кој се сознано? Па затоа што се тие со агенциите имаме доверлив однос и поради тие причини така сме договорени со агенциите да не ги кажуваме, да речам. Меѓутоа, факт е дека е драстично, според овие истражувања што ги консултиравме ние, голем е падот во бројките кај ВМРО ДПМН. И тоа мислам дека се должи најмногу на реалната некапацитираност и некомпетентност за управување со ресорите кои што се водат на начин на кој што се водат. Престои летен период, имаме блокирање на главниот град на градоначалничката. Ме интересира како СДСМ се подготвува за предстојните избори. Кои се активностите можеби кои што ќе престојат во периодот и како очекувате да ја вратите довербата кај гласачите, како стоите на тоа поле до сега? Па да ви кажам право, работиме во полна парија, можам да кажам, значи со штабско работење би се рекла. Значи ностоп сме распоредени кој на терен, кој во аналитички, кој на други наши места. Меѓутоа, таа работа не е стихина, туку имаме многу стратешки пристап и затоа што подготвуваме многу силна програма која што ќе понуди многу конкретни решенија за најактуелни и најакутни болести за секоја специфична општина. Може ли ексклузивно нешто да ни напоменете чисто овде, како СДСМ со кои планови ќе врати довербата, односно ќе проба да ги освои? Се да ви докажам прво. Значи не е само програмата, туку програмата во комбинација со квалитетни кадри, со професионалци, докажани, со луѓе со интегритет, морален, хуман и професионален. И во таа комбинација очекуваме значително подобар резултат од кој што претходните анализи. Значи, сакам да кажам, оно што ќе го понудиме не е стихино, него се темели на сериозни анализи кои што поминуваат потоа низ партискиот филтер, значи не имаме во нашата партија процедура, нема тоа јас кажав, ти кажа, значи мора процедура при многу широко консултативен демократски процес за да видиме вистински кои се најпосакувани личности и истовремено и најквалитетни. Имате ли рейтинг сериозен како што велите и за анкета за рейтингот, се извинам, на вашата партија, како стои во моментот и кои се вашите? Па добро стоиме, ние сме Што значи тоа добро стоите? Па добро стоиме. Во однос на она што сега моментално. Па имаме повисок рейтинг од што беше претходно, значи јас лично сум задоволна од рейтингот. Тоа значи дека ќе атакувате за освојување на колку општини? Па се разбира дека што е можно повеќе ќе атакуваме. Имаме реална причина да мислиме дека ќе добиеме доволен број на општини. Добро. Зошто СДСМ не ја поддржа Арсовска во борбата со дивоградбите? Зошто изостана СДСМ можеби да поентира во однос на она што сега ни се случува и сите оние афери кои што актуелната градоначалничка, да подсетам, која беше поддржана од ВМРО ДПМН, меѓутоа направи пресврт политички, сега ги изнесува во јавноста. Видете, прво, значи, јас малку би го коригирала прашањето. Не станува збор за поддршка на Арсовска herself, да речеме, неа самата. Добро. Туку ние имавме поддршка
за процес што е нужен во таа ситуација која што она адресираше. А тоа е која ќе обедена докази за 150 диво градви, не може при институции да не реагираат и да се прават слепи. Значи, кој да е тој што презентира доказ на таков начин, па тоа одма треба да се, значи треба институциите да реагираат. Ние реагиравме, повикавме, имавме неколку престори и дополнително уште нешто. Во уредна седница побаравме во Совет над град Скопје, од која што избегаа некој од многуте загрижени Како групи. го оценувате тогаш нејзиниот пристап во справувањето со Па овој не проблем знам, со са искрено да ви кажам, ова што она го направи е доволен повод да институциите вистина се зафатат со својата работа. За стилот, што да речам, не знам. Таков стил избрала. Би ја поддржале ли Арсовска евентуално на престојните избори, доколку може би таа влезе во кандидати? Кој е вашиот кандидат, иако во јавноста веќе се шпекулираат неколку имења со кои што би СДСМ би влегла во трката за градоначелник на Скопје? Не можеме да поддржиме, мислам, во никој случај, зашто би поддржувале Арсовска, кога ние сакаме наш собствен автентичен адвокат кандидат, па и адвокат може нас да имаме наш градоначалник и кои си нашите може би, ресурси. овде нешто да не откриете, во кој што влегува во најтесен круг, или се уште ќе одлучува партијата? Како е? Па, да замолам за трпение, додека да ги мораме сите партиски филтри да ги пројдеме, за да донесеме конечна одлука. Конечната одлука многу скоро ќе биде објавена. Уште едно прашање во однос на локалните избори, евентуалните коалиции. Дали СДСМ размислува на нова коалиција, може би со ДУИ, пред локалните избори, или пак самостојно ќе се обиде да ги... Наш апсолутен приоритет е самостално да одиме. Значи, тоа ни е наш, како СДСМ, би сакале да имаме многу силен, самостојан настап и тоа е наш апсолутен приоритет. И тој настап би бил поддржан со нашите најдобри кандидати, кои што имаат интегритет, кредибилитет, професионално искуство, препознаени се во своите средини, докажани во своите заедници и слично. Но, истовремено, сме флексибилни и отворени сме за коалиции, не би ги нарекла, меѓутоа на поддршка на граѓаните, доколку тоа е неопходно за нив и доколку они тоа го побараат во рамките на нивните општини заради максимизирање на нивните потреби, како што впрочем направивме со поддршката на Венко во Меѓутоа граѓаните се представени преку политичките партии. Да. Па еве видете во Кочани што се случи. Значи независниот кандидат ние го поддржавме. Сакам да кажам дека наш приоритет, наш топ приоритет, прв и основен приоритет ни е што посамостоен настап, ама силен и одржлив со стратегија, визија и добар кандидат. Но истовремено сме отворени за било какви, ако се некои ургентни, многу важни потреби во конкретни средини, зборам, не секаде. Значи, на некои места може да се случи самите граѓани да побараат од нас. Например, со кого би... уште правиме анализи, уште не можам ништо да кажам. Уште едно прашање во интерес на времето и некако привршување на нашиот разговор овдека денеска во Пресфрт се однесува на економијата. Професорка Ќупевска, вие долги години бевте и сте универзитетски професор, го знаете пулсот на народот, ги гледате цените, гледате инфлацијата, она што се случува. Како можеме, односно со каков план СДСМ има во најскорен временски период, па и за локалните избори, што би предложила да се зголеми куповната моќ на граѓаните, која очигледно стагнира? Значи, прво мора да разбереме сите, мислам и пошироката јавност, дека
Самиот раст на платите еднократно сега и после тоа за 2 години пак раст на плати во услови на нестабилна инфлација не може да нормализира куповна моќ. Тоа значи дека растот на платите треба да биде така димензиониран да парира цело време на инфлацијата. Значи да се најде рамномерност и правопропорционалност, значи вредноста треба да се утврди, тоа математички може да се утврди, вредноста при обезвреднувањето на денарот, односно растањето на куповната моќ. Така што прво нешто што мора да се направи е да се направи проект на перманентна усогласеност на инфлацијата со платите. Тоа е еден основен минимум. Второ, можноста за прогресивен данок или оданочување на овие што се 0,1% или на банкарите, како што 2 пати предложи нашиот председател Филипче. Професор Чупевска, овде говорам за оние цените во маркетите за основните производи. Основните проекти... Зошто дали планира СДСМ дали планира да излезе на улиците, заедно со граѓаните да се спротистави на ова економско дивење кој што го има од маркетите, меѓутоа и од несоодветните одлуки на владата. Во парламентот толку предлози дадовме кои што се темелија на нашите претходни добри искуства, кои што се применуваа во претходната влада, и да ви кажам, тоа е жива вистина дека тие мерки, јас сум била сведок во рамките на процеси во Европската унија каде што биле земани за референтни примери како да се со субсидии, со помош, државна помош, како да се стабилизираат ценовни шокови. Тоа беа пример во светот, ги прекопира. Дали може да се применат овде? И сега овие не сакаат. Па не сакаат. Значи ние ги предложивме нели за ДДВ за храна, предложивме за што ти свене. Приземале ако па еве можеме пак да предложиме, ама мислам сакам да кажам. Дали може протести да очекуваме за економските проблеми кои што се соочува обичниот граѓанин? Не сме разговарале ние да организираме протести, но секако секој што има таква потреба се разбира дека ќе ја поддржиме, мислам. Тоа е во нашата држава е во уставот декларирана како социјална држава. И секоја ваква ситуација ја доведува прашање и легитимноста на секоја влада која што нема да води сметка за редистрибуција рамномерна, за рамноправност во поглед на социјалните прашања. Професор Чупевска, ви благодарам што бевте гостинка во емисијата Пресврт. Се обидовме да ги начнеме неколку теми и да ги слушнеме ставовите, официјални ставови на партијата, но и плановите за престојните избори оваа есен. Ви благодарам уште еднаш. Фала и на вас за поканата, задоволството ми беше големо. Ви благодарам. Почитувани, тоа беше универзитетската професорка и подпредседателка на СДСМ Ана Чупевска, со која продискутиравме можеби за некои круцијални прашања од доменот на надворешната политика, 7 години од Преспанскиот договор, состојбата со настраданите во Кочани, домашната политичка сцена, но и што опозицијата планира како да го помине летниот период во исчекување на локалните избори. Ви благодарам за вниманието, на вас ви препорачувам да го заследите YouTube каналот на Слободен печат, да го читате порталот Слободен печат и да гледате емисијата Пресврт. Ви благодарам уште еднаш. Пријатно.